Добре дојдовте во процес. Се повеќе граѓани бараат да бидат исклучени од мрежата на парното грење, револтирани од високите сметки и незадоволни од топлината која се испорачува во нивните домови. Расте бројот и на граѓани кои ја тужат компанијата БЕК, бидејќи им испорачува сметки за парно кое не го користат. Да го погледнеме прилогот кој го снимавме на оваа тема. Со исклучено парно и сметки од по 1000 денари кои редовно стигаат секој месец. Вака живеат Дончо Василев и неговото семејство од скопската населба Кисела вода, откако побарале да бидат исклучени од системот за парно грење. Василев ја тужи приватната компанија БЕК затоа што им наплаќа за грење кое не го добива. Проблемот е што парното е исклучено. Еве во одека се гледа. Парното е едноцевен. Еве го и овде, исклучено е. На најгорен спрацум, од двете страни немам никој, само од едната страна и ходникот. И ни барат пари за да им плаќаме. Зошто? Се прашувам. Немам никаков договор. Ми праќа договор да склучиме со нив, пошто бевме исклучени во 2008 година. Откако дојде нова гарнитура, БЕК ни пратија за да потпишеме договор, да направиме нов договор, да направиме облигациони односи. Ние тоа не го направивме. И они ни праќаат сега пари, наводно не грееле. Ако можат да греат ладни радиатори, нека дојдат они нека живеат. А викаат дека другите станови не греат. Мојот стан може е потопо со 25 степени, а другиот стан кај што се грее може 18. Кој од кого зима? Како ќе измерат? Нека докажат. Анита Петровска и незините соседи исто така поднесоа тужби против испорачувачот на топлинска енергија БЕК. Таа објаснува дека фирмата без никаква инвестиција, со цевки останати од време на социјализмот, сака да печали на граѓаните. Од кога дојде, од кога стапи на сцена БЕК, почнаа проблемите. Значи почнаа секојдневно, секој месец да се стигнуваат сметки. Значи не се сложувам апсолутно со да плаќам нешто што не го користам. Значи не можам да платам за нешто што на вистина апсолутно не го користам. Може да кажам еден пример, значи многу илустративен. Мојот сопруг е таксист. Значи има луѓе кои што се возеле со него со такси. Во меѓувреме кој купил кола, кој се снашол на друг начин. Дали тие треба да праќаат сметки на бившите комитенти што се возеле со нив, бидејќи порано се возеле, сега не се возат. Па некој треба фактури да им испорачува и на нив. Мислам, јас правам таква компарација едноставно. Значи нема теорија да плаќам нешто што не користам. Или сите ние бевме дел од македонски телекомуникации. Дали ние во меѓувреме се исклучувавме од македонски кога дојде близу, дојде телекабел, имавме поголем избор, така? Можевме да одиме на приватни кабелски оператори, телекомуникацијски системи. Значи дали македонски телекомуникации нас ни испорачува и ден денеска фактури за сметки за тоа што ние сме се исклучиле, а не користиме во моментот? Не гледам логика во целата работа апсолутно. Значи мојот стан со купопродажен договор од банка гласи на 44 квадрати. Мене без додадените квадрати од страна на топлификација, секој месец 30 години поред стигнувале сметки на 48,80 квадрати. Значи 30 години топлификација крадела по 4 квадрати од секој стан. Не сум само јас. Потоа го измерија станот и на основа на тоа утврдеа дека со се тоа продолжение од терасата е всушност 50 квадрати. Кој мене ќе ми ги врати 30 години по 4 квадрати што ми се зимани плюс. Какви мерки сега преземавте? Каде се организиравте? Кому се пожаливте? Организирани сме
особено соседи што живееме тука во истата зграда, бидејќи сите во моментов, значи имаме и други соседи, значи соседот што е под мене исто така исклучен. Јас живеам на 4-ти спрат. Има уште двајца соседи кои што живеат на 4-ти спрат, значи на последниот спрат. Сега, значи видовте и самите дека цевки ни станот не поминуваат. Значи некои 10-15 сантиметри од цевката што доаѓа до радиаторот, не можам да кажам дека мене ми го грее станот. Напротив, кај мене во станот е многу потопло отколку кај соседите каде што има топлификација, каде што го користат системот на топлификација. Второ, не се заштитени цевките нивни доле воопшто. Значи, тие се од времето на социјализмот, цевката со гипс одгоре, па со завои, со не знам што правена таму, тоа со текот на времето си се ронело, значи и си изјаат голи цевки. Значи, инвестиција има нула, а од друга страна, ние и на тие што се вклучени, и на тие што се исклучени, ќе наплаќаме. Нема логика. Уставниот суд минатата година ја отфрли иницијативата граѓаните кои се исклучени од мрежата да не плаќаат на доместок за парно грење, со образложение дека исклучениот потрошувач се грее од мрежата за која вела дека испушта топлинска енергија. Вие се греете на струја. Ова е печката. Да. Ова е печката која е уклучена 24 часа нон-стоп. Ставено е, да речеме, на една одредена температура 24 степени, сама се уклучува, сама се исклучува, значи 24 часа се греам овде. Ама имате проблем се уште со парното грење кој што ви исклучува. Сега ми ида сметки да плаќам и за исклученото парно грење и за струја. Јас ако беше добро парното грење, немаше да исклучам. Они треба да се борат со добро, квалитетно парно грење и ефтина цена, а вака доаѓа како да се борат со уцена. Не уценуваат. Не можеме да плаќам сметки и за парно, и за струја, зашто морало да се дополни, бидејќи грењето беше многу слабо. Затоа го исклучивме. Значи, незадоволство комплетно. Значи, нити од квалитетот, нити од цената. Сега, кога сакам да си имам, да речеме, некоја алтернатива. Сега сакам да ставам соларна енергија, да имам некоја алтернатива, не некој да ме уценува. Тој нека повели со добра цена, нека повели со квалитетно грење, нека повели да инвестира во двоцевен систем, пошто ово е едноцевен систем, не изистата цевка, доваѓа и се враќа. Значи скроз нефункционално е. Нека повели со квалитета, не со сила на некој начин да не уценува. И покрај одлуката на Уставниот суд се зголемува бројот на незадоволни граѓани кои одлучуваат правдата да ја бараат на суд. За нив останува нејасно како Уставниот суд во 2008 година за истата работа донел одлука во корист на граѓаните, а 6 години подоцна одлуката е сосема спротивна на претходната. Добре дојде за моите гости, господинот Дончо Василев и господинот Стамен Филипов, правник и човекот познат по тоа што има поднесено најмногу преставки до Уставниот суд. Колку преставки имате до сега? Имам добиено од 93-та 305 иницијативи уважени од Уставниот суд на Република Македонија. Иначе има поднесено и вкупно иницијативи преку 1200. Сега во моментот има 50-60 мои иницијативи Уставниот суд да решава. Ајде да објасниме оваа ситуација со парното грење. Во право ли се граѓаните? Апсолутно се во право граѓаните, затоа што со правила на регулаторна комисија не може да се уредуваат права и должности на граѓаните. Станува збор за закон или ова е некој правилник? Ово не е ни правилник, ово е пониско од правилник. Значи имаме закон, правилник, но со уредба, па правилник, па правила. Ово е нешто интерен акт. Значи не може нешто помалку, ани не може со таков пропис да се уредуваат правата и должности на граѓаните. Тоа 100% го знам, а тоа пишува и во Законот за органите на државната управа. Значи со актите кои се уредуваат, министерот што ги донесува и директорите, не може да се утврдуваат права и должности. Тоа е многу децидно. А зашто е направени овие правила? И овие правила, за жал, се користат како закон и како договор, иако граѓаните немаат договор склучен со БЕК.
да им наплатуваат. Да, ќе зборнеме и за тоа. Значи, се наметна една ситуација на плаќање со калориметри. Се покажали дека е на кој принцип е ова, мислам, има ли важи ли овдека принципот на заедно давање и на примање, нели? Секако важи по законот за облигациони односи, ако ми чините одредена услуга, треба ако плаќам да ми пратите противправна услуга, односно да ми пружите. Овде нема такви односи нема. Поготово исклучените граѓани. А да ви кажам за овие калориметри, во мојата зграда, ние баравме, се согласивме да платиме за секој калориметар по 50 евра, меѓутоа топлификација не ни уведе. Меѓутоа во нашата зграда има само 2-3 исклучени. Меѓутоа јас знам другите граѓани кои нити заклучили договор, исклучени се уште по поранешните прописи. Иначе овде сакам да напоменам дека 2009 година Уставниот суд донесе одлука со која ја укина условите. Тоа беше на град Скопје. Во корист на граѓаните. Во корист на граѓаните 50% тогаш плаќа. Значи сега, ако беше Уставниот суд како што работи спрема Уставот, требаше таа одлука да ја почитува. Меѓутоа, минатата година донесе одлука во корист на компанијата. Не во корист на компанијата, него не поведе постапка, лошо се интерпретира. Уставниот суд објаснете го тоа. Пазите, Уставниот суд не рече дека се они во право, него не поведе постапка, не најде од некој околност. Значи, лошо се интерпретира, Уставниот суд вика го одобри, он не поведе постапка. Значи, најде дека не е повреден прописот. Зашто најде Уставниот суд? Веројатно и дури председателот на Уставниот суд Бранко Намоски го издвои своето мислење и објасни дека Уставниот суд не е управо. Меѓутоа, вие знаете, мнозинство гласа и одлуката мораше така да се решени за неповедување на постапката. Значи, нема одлука дека овај регулаторна комисија е управо. Господине Василев, вие тужите компанијата БЕК. Тука сте да ни објасните како се покажа овој начин на плаќање со калориметри. Дали вие добивате топлина од кај вашиот сосед? Само да ви исправам. Не ја тужам ја, него тие не тужат. Затоа што ние немаме договори и немаме право да ги тужиме. Бидејќи има група на луѓе кои што веќе тужат, поднесоа тужби, мислам дека. Тие се тужени од ова, од топлификација, од БЕК се тужени. Така. Тужбата ја поднесува БЕК. Така. Кај нотарот и нормално граѓаните се подготвуваат се. Меѓу нив сум и ја, но јас се уште ја немам добиено нотарската тужба. Да ги платам тие средства и ова. Мада ги очекувам, не знам кога ќе дојдат. А калориметри не сакаат да затоа што не можат да наплатуваат како што сакаат. Знаете колку ќе потроши, колку ќе измери тоа. Се криете ли вие од таа цевка што е во вашиот стан или пак од топлинската енергија што доаѓа од сосед? Да ви кажам, јас сум на 15-ти, над мене на 16-ти. И двата стана сме исклучени. Моите цевки се ладни. Од сите 4 страни станот е однадворешно. Значи немам ни друг стан, нема ни ништо. Фактички никаква топлина ја не добивам, ако е тоа топлина од 14 на патосот што иде. Меѓутоа, они викат, даваат, мислам, зборам сега за оние граѓани кои што граничат со што се греат. Тие граѓани што се греат, може овој што е исклучен, неговиот стан е потопол, нека докажат они како даваат поише топлина на другите станови. Нека докаже со кои мерења, кои Дошле ли некогаш во станот кај вас или кај вашите соседи што имаат ист проблем да измерат, да видат на кој начин? Да ви кажам, кај мене не дошле. Кај мене дошле само 2 пати. Од врата се појавуваат да видат дали се приклучени радиаторите, затоа они кога дојдоа контрола, да. 2-3 пати има дојдено, сега датите не ми текнало да ги пишувам кога доаѓаа луѓето, влези бујно, виде, исклучени. А сте се сетили ли во државниот санитарен инспекторат да се пожалите во... Ние се жалевме до регулаторно. Пазарниот инспекторат да се пожалите? До пазарниот не сме се обратиле. Што знам и гадат? Господине Филипов, што за ова време прават регулаторната комисија, ете тој пазарен инспекторат?
Имаме организација на потрошувачи. Едноставно не сакат да ги Правобранителот. пазите, едноставно не сакат да ги слушат граѓаните. Они можат сами да поведат. Значи се глуви. За цевките да ви кажам. За цевките треба топлификација или куќниот совет да му плати на Дончо. Затоа што цевката, он не сака цевка. Затоа што поминува. Значи, тој треба и за тоа вие спомнавте Стрезовски ја државата тужи, Дончо не објасни, тој поднесе против тужба. Сега они го тужат и он против тужба. За цевките. Не е тука господинот од оправдани причини, убаво ќе беше да биде тука, објаснете го вие неговиот случај. Значи он сега бара да му платат за цевките. И он докажува ово што Дончо го спомна, дека не троши таа цевка, иако пружат некаква топлина. Не пружат енергија колку за една обична силеца, не ова што имате вие. Значи, нема логика да се наплатува од граѓаните. И сега, од како се уведе ово, 2-3 пати поскапе веќе таа цена. Можете да замислите, значи, никој не ги контролира. Монопол не виде. Според некои проценки, само 2009 година, неофицијални некои податоци, само 2009 година се имаат исклучено 16.000 граѓани од топлификација. Тоа е точно. Јас кој имам чуено таа бројка, меѓутоа пазите, бидејќи БЕК беше многу упорен, тој бараше прво граѓаните да направат договор со БЕК. Граѓаните Значи, ситуацијата од топлификација се пренесе на БЕК, дури и ситуацијата стана уште покомплицирана. И сега они ги молеа граѓаните да потпишат договор. Меѓутоа граѓаните и сега почнаа притисок да држат со објаснување со, и еден дел граѓаните се исплашија и од страв платија. Потпишаа договорите. Не потпиша, него плаќат автоматски се смета дека заклучиле договор. Пазите, ако платите вие фактурата, и тоа е во ред. Меѓутоа и уште една работа да ви кажам, фактурите тие не ги доставуваат со подпис. И сега овие граѓани што ги тужат, тие не ги тужат дека Дончо потпишал фактура на ден тој и тој, па да е должен да плати. И сега во неговата тужба, односно решение за платен налог, како го викаме скратено, ќе му дојде одлука, уствари извод од деловната книга, а деловната книга они ја пишуваат и они ја водат и они ја оверуваат. Значи нема и така сакат на еден груп недозволен начин, несвојствен во една правна држава да наплатат на граѓаните долг што не постои. Си купуваат ли на овој начин граѓаните мир кога плаќаат? Еден дел граѓани се страв побаво да платам едно 5006, само да не одам по судови да ме не доаѓа извршител. Пазите, на граѓаните е страв во коски. Да ви спомнам, на извршителот сега просечна плата е 8.500 евра. Можете ли да замислите? Просечна плата. Значи извршителите, јас да сум извршител, ја би бил енергичен многу да наплатам. Значи или стан ќе му земам, или кола ќе му земам, значи попе се му извршам и така се на граѓаните на вистина страво во коски втер. Да, извршителите ги создаде државата. Точно. Вие сте исклучени од 2008, кај вас се пролонгира, значи, од топлификација? Да, од топлификација, јас сум исклучен 2008 април месечини и тие беше топлификација. До 2012 година, откако донесе Уставниот суд да не плаќаме, не плаќавме, немавме никакви сметки, немавме ништо. Немав товарски. Откако направива трансформација, топлификација стана БЕК, кој ја купи, како ја купи, не знам, не е важно, почнаа да ни праќаат сметки. Меѓутоа ја не сум ги добил сметките. Они викаат дека ми праќаат. И сега кога доаѓа писмото од нотар, вика дојдите и должите толку пари, 5000 и нешто пари, и во спротивно ќе ви дојде извршител и тужба. Ја им поднесов приговор дека можат слободно да ме тужат, затоа што не осеќам потреба и сум во право. Сметам дека граѓаните сме во право,
Верувате ли дека судот ќе пресече правилно? Судот би Некако требало не изгледа дека јавната власт застана. да ви кажам, ја мислам страна дека на судот граѓаните. ќе пресуди во наша корист, а воедно ги повикувам и вашите колеги од другите медиуми, пишани и ово, малку бар некој од секој, и од пишаните, и од непишаните, по еден двојца да почнат да копат. Да застанат во одбрана на народот. Веројатно имате две новинарски здруженија. Имате едно ЗНМ, како го викате, вие си ги знаете. Едниот знам дека е Насер Зибери. Они се занимаваат со Они се пропикуваат меѓу себе, а не поведуваат ништо за граѓаните. Лата си тера неговото, Насер си тера неговото, а граѓани не. Ама не зборот ми е. Медиумите се тука за да на народот, да влијат, ета. Интерес на граѓаните. Па тоа ми беше. Вие верувате ли во судството? Верувате ли дека ќе се истера? Јас како правник. Да, правдата. На никој човек не би му напишал приговор да не верува. Значи јас сум убеден како правник, ако судот според уставот, според законот и според меѓународните договори кои се ратификувани во согласност, не може да ги обврзат граѓаните да платат ovo. Иначе и во уставот пишува, и во законот за судовите. Судот суди само врз основа на устав, закон и меѓународни договори. Не може да суди врз основа на правилата. Меѓутоа, овие правила сака државата, односно Топлификација или БЕК, да го направи тие правила, да ги направат појаки од закон. И друго, тие правила да служат и за договор дека бе склучил. И ако не склучил тој договор, што е нонсенс, што е несватливо нешто, невидено нешто во правото или во правната држава. И јас се уште верувам длибоко како правник дека судот треба да застане на граѓаните кои поделе приговор нормално. Вие им помагате? Ја помагам на еден дел луѓе и пишувам приговори. Тоа јавно го истакувам. И ќе пишувам. Вие имате ли нешто да порачате на граѓаните, на надлежните? На граѓаните би препорачал овие што се околу оваа случка да не се плашат, нека си ги поднесат приговорите, нека ги. Меѓутоа би ми препорачал и на председателот, доктор Ѓорѓи Иванов, пошто е тој доктор по правни науки, да преземе, затоа што не е мала бројка на луѓе. Би му препорачал и на премиерот. И тој да се позанимава со оваа случака. Сакате да ве примат? Или? Па, ја би сакал да имаме и таков прием. Делегација од овие загрозени граѓани што се тужат, да директно тие не почувствуваат нас во нивно присуство, не присуство преку секретарот, преку ово, преку оно. Знаете, тоа преку новина прочитано на телевизија може да го види, да го чуе. Така, не сте мала бројка. Па не сме мала бројка, ја мислам, да. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Благодарам, пријатно.